тука и тоа што тренираш може да помогне. Да помогне, Да, тоа например, се волци одма да ги удавам или нешто. Зимаш вака чок, а ако тапнеш опреш ќе го оставиш. Зависи, Не ако баш, така пуеш. Добро, мечка, ако е греот, ама Не, волк не. шо, волк ќе се врати. Абе, не се заебавам, јас мислам дека стварно против волк би победил. Ама волк ако еден после ако го пуштиш се враќа тој со Па пет. да, не, волкот више ако имаш конфронтација мораш да го Да го решиш? Тоа го имам читано, да. Викам мечка може да те остави, пошто ќе знае, мечката ќе, овој може да му удари, окей, како ќе те Не, остави. мечката нема шанси, ама мислам дека против волк. Волкот се враќа, дефинитивно се враќа. И ако го оставиш толку. Со Ова е другарчиња. моабет со другариве што го правам, значи Да. волк, ако еден на еден да се ставиме со волк, јас мислам дека го победувам, ама и дури сум сигурен во тоа. Така. А мечка, тоа е веќе друг моабет и ќе ме изеде, не само што ќе ме победи, туку и ќе ме изеде сигурно. Значи мечките се и брзи и Да, и многу многу сила имаат, поголеми. и тешки. Добро, ама и волкот ако го сотре човек може и Но него колку кила се волците? Па читал? добро, да. Појма. Помнам. Толку се 80 кила, 80 макс кила. големи 90. Мислам дека ќе сигурно се повреди, тоа не викам дека не. Да, Ќе ме дефинитивно. изгризе, Нема шанси. крвишта, Да. тешки повреди, ама ќе победам. Мислам дека ќе победам. Ја мислам на клоцов само и тоа е тоа. Не знам, удари нема да го спречат, ама јас мислам дека ќе бркам да го удам. Да, дефинитивно. Да не се врати после. Да. Добро, малце скршнавме, ама Да. мислам дека Така. многу добро могат направивме. Нешто друго кој имаш да кажеш ти или да преминуваме пак на друго? Па, слободно. Не знам, стварно не знам од кога почнавме да со снимање. Да, некако малце Ми се испразни мозокот. Да, се Инспирирайте се, бе, ако имате Ете, прашања. мобет. Па тоа за гивовеот ете, да прашавме малце, скршнавме, кажавме пак за Да, бе, борење, така. ама добро, тоа е тоа, нели нема што друго Да. да се кажува за Сега, едноставно. Еве ми текна пример А, за борба, за дисциплината. Ја држиш дисциплината се уште до ден денес? Во кој смисол? Пошто тренираш, така, уште Да. тренираш. Дали Да. си ја држиш истата дисциплина За за конкретно исхрана, пример нешто да држиш некакви диети, не знам, или Е, па, не знам, има протеини нешто. ова она. има нешто што може да го издвојам, јас сум манијак за благо. Многу јадам благо. Исто, Значи, исто. многу. И си викам, данас случајно, едно време си викам, данас случајно имам проблем, ја да не можам да не јадам. И тоа е така, ти си многу заразен од благо, еве ако јадеш, знаеш, Да. јас секој ден јадам многу благо. И си викам, добро, мора да го истестирам ова, дали сум јас зависник. И земав 75 hard, не знам дали го знаете челенџот. 75 дена, Гем слушнато, да. 75 дена без благо, без брза храна, Ау, ти без- нема да го истршиш. без алкохол, Без брза храна можно, Не, ама без благо. без Значи, благо. Е, па Не. тоа. без благо, без брза храна, без алкохол, со вежбање секој ден, значи мораш тренинг секој ден, еден внатре, еден надвор, да искачаш од дома и да читаш 10 страници од некоја книга, било што. И 75 дена, првиот пат кога го пробав, го паднав на 55-тиот ден, затоа што се разболев и татко ми донесе крофни. А јас не вежбав тој ден и си викам чим не вежбав, значи паѓа челенџот. И крофниве се тука и дај крофниве, не знаеш кој ушивање беше тоа, крофните, ама пак го пробав одма после тоа и 75 дена ги решив. И се снимав која јадев после 75 дена благо, плазмени такви со чоколада. Уживам. Значи од втора. Да, втора. Да. Може да се проба тој челендж. Тешко е, првите 2 недели за благо, после кога си го Да. ставиш у главата е лесно. Мислам дека по она withdrawal што го викаат, појако е на благо него ли на цигари, мислам дека. Рече, Толку. рече Можно, дека не сум пушил цигари. рече дека си побожен многу, така? Многу веруваш. Сега да не премногу онака, да, верувам у Господ, идам у црква секоја недела, може не премногу, ама така може да се каже. Прашањето ми беше дали си постел, дали постиш. Постови? Да. Па ретко постови, значи ете, например, затоа и реков не премногу, затоа што постовите не сум ги правил. Ама идам у црква секоја недела, тоа ми е правило, многу убаво се осеќам ради тоа. Те прашав ова за дали тоа може да ти помогнало ако си постел, Не, па у тој не сум челендж постел. имало помош некаква. Не. Затоа што јас сум пробал неколку пати да постам и сум го, како да кажам, сум го зезнал постот, сум го прекршил, како се вика тоа. Ради не знам. благото? Не ради благото. Втор, трет ден сум го прекршил одма. Така. Пример, можно е ради благо, може некојаш пример
имало нешто убаво дома за јадење, па е, викам, Знаеш заеби. како? Јас себе се сметам за психички многу јак. И кога ќе си кажам нешто, ама себе кога си го кажам, значи тебе ако ти го кажам и ако го прекршам не ми е голема работа. Сум ти излажал тебе. Не е гајда. Себе ако си го кажам кога нема никој, Нема PlayStation. себе ако си го кажам, а и ако го прекршам е голема работа, зашто колку поише се лажеш себе си, толку си послаб. Да. Така. И пробувам никогаш да не се излажам себе си. Шо помалце. Некоја ете 55 дена издржав. Ама се разболев. дефинитивно. И Да, и некогаш вториот пат си успел. Да, има надворешни ефекти што ќе ти го скршат тоа. Не, ти прво и тоа сум разбрал, ти немаш контрола врз ништо. Ние сме едно и што се дешава, ти само носиш одлуки. И затоа и некогаш е битно да уживаш само во животот. Ама и овие работи те прават само појак и паѓа таа филозофија. Добро, Да, ако да, уживаш да. во тоа, фактички уживаш и во животот. Така е. Во исто време. Така. Ама некогаш па и жртвуваш, не уживаш во животот, за после тоа наградата биде огромна и да уживаш во наградата. Да. Што си ја добро.